Ваши високо преосвещенства, Ваши преосвещенства, Господине управник на дирекцијата за односи со црквите и верските заедници при владата на Република Србија, честни отци, браќа и сестри. Денес пред вас имам пријатна, но многу тешка должност. Да словам за оној на кого му го должиме словото на мајчиниот ни јазик. За оној кој ни ги создал буквите, кој не водел во прекрасниот свет на знаењето и мудроста Божја, не упатил во литургиската мистагогија, не научил за силата на крстот и се потпишал во нашите срца со ракописот на надежта во воскреснатиот. Тоа значи дека ќе словам за свети Климент, Охридскиот чудотворец. Должноста нависни да ми е пријатна, како негов наследник во епископската служба, да го објавувам неговиот незаборав. Да ја доближам до нашиот род кој живее во ова време неговата просветителска светлина. Да го восфалам пред вас и пред наредните генерации нашиот заеднички отец, учител и јерар. Но тоа што ми е тешко не произлегува од мојата безволност или отсуство на желба да му изразам достојна почит на оној кој не научи за смислата на почитта. Туку затоа што се плашам дека ќе се покажам немоќен, да го пофалам онолку колку што свети Климент заслужува. Ќе се покажам неумешен и дъткав пред славата за која треба да говорам. Неспособен до безгласност пред величината која сакам да ви ја доближам. Сепак неговата светителска љубов ме храбри да говорам како син за татко, да говорам за него како за најблизок роднина од родот во кој смртта Христова и неговото воскресение не сроди во еден род и едно семејство. Затоа елате ваму чеда мои. Елате сите кои имате страф од Бога и ќе ви раскажам. Како што еден друг мој предходник, светиот Теофилакт Охридски го започнува житието на свети Климент, ползувајќи се со она што одамна го рекол псалмопевецот. Ќе ви раскажам за она што е познато, но и за она што е помалку познато за светителот. За она што сте го чуле и читале, но и за она што може би досега не сте го чуле и не сте го прочитале. Ќе ве подсетам на работи што ви избледеле од сеќавањето заради долгото време ненавраќање на нив. Навистина не се познати многу биографски податоци за животот на свети Климент. Не се знае со точност ниту кога, ниту каде се родил, ниту кој му бил татко, ниту со која песна го заспивала неговата мајка. Не го знае тоа ниту блажениот Теофилакт Охридски, кој е неговиот прв познат животописец, иако некои предпоставува дека е можно да постоело и некое житие на светителот пред Теофилактовото, кој историјата не го забележала. Но зарем тоа е важно? Ако со точност знаеме дека блаженот преминал во вечноста 916 година по Христа и дека сега е меѓу оние од десната страна на царот на славата. Тоа што знаеме, година на неговото населување во земјата на живите, нас неговите чеда, ученици, последуватели и почитувачи не задолжува да се собереме, како што тоа и го направивме, и со химни и песни, со слова, но и со свештен трепет и молчелива неизречивост,
да го прославиме јубилеот на 1100 години од неговото блажено преминување кај жителите на Царството Божие. Нова звезда светна пред 1100 години во Царството на нашиот Отец Небесен. Нова златоструна харфа од пред 1100 години пред престолот Божи заедно со ангелите пее: Свети Боже, свети крепки, свети бесмртни, помилуј не. Помилуј го родот кој го родив со мака и пот. Помилуј го родот кој по раѓањето го искапив и измив со најчисти солзи. Помилуј ги следбениците на оние кои толку ме измачија додека бев во тело, што побарав од царот Симеон да ме ослободи од јаремот на епископската грижа. Кога умре за светот, а се роди во монашката схима, го доби името Климент. По светиот Климент први папа римски, чии свети мошти ги најдоа на Крим во нивната мисија меѓу хазарите, словенските просветители Методи и Кирил. Во презвитерски чин беше хиротонисан од папата Адриан II, кога светите Методи и Кирил дојдоа во Рим, заедно со нивните ученици, меѓу кои беше и свети Климент, за да ја одбранат својата мисија меѓу словените во Панонија. По упокојувањето на свети Методи, неколку ученици на светите браќа, меѓу кои бел и свети Климент, прогонети од Панонија дошле во Бугарија и нашле милост кај бугарскиот цар Борис. Многу добро прифатени од него, свети Климент бил замолен да се прифати за просветителска служба во Охридскиот крај. Климент дошол во овие краеви секако без да знае дека токму овде ќе постане светител и дека со својот светителски благослов ќе го осветува овој крај до судниот ден. Не е познато ниту кога, ниту каде, ниту од кого е ракоположен во епископски чин, но се знае дека кога дошол во Охридскиот крај, носел веќе епископска титула со име Велички. Каде точно се лоцира Велика или по друго читање Белика, има различни мислења. Во секој случај, тешко би можело да се замисли дека тоа место било многу далеко од Охрид. Но исто така треба да не се премолчи дека Климент за време на неговиот живот никогаш немал титула Охридски. Охридски е наречен по неговото блажено упокојување, и тоа најверојатно затоа што на пат кон Господа заминал токму од градот Охрид. Како вели неговиот животописец Теофилакт Охридски, Климент околу себе собрал 3500 ученици кои ги поучувал не само да читаат и пишуваат, не само да калемат овошки и да го познаваат овоштарството и градинарството, туку и да се поучуваат во Светото Писмо, да напредуваат во литургиското тајноводство и да се задлабочуваат во Божјата апофатика. Затоа неговата школа се нарекува универзитет. И тоа универзитет многу години пред да се појават на запад првите универзитети. Целиот живот и целото животно дело овој светител го остварил во време кога црквата се уште не била поделена. Обштењето меѓу истокот и западот во таа неподелена црква било многу живо. Иако токму во тоа време се јавуваат првите спорења со западните новотари. Во животот поминувал многу искушенија. Кратко време бил во затвор, а потоа сурово бил протеран од местото каде мисионерел со светите браќа Методи и Кирил. Но имал барем еден проблем помалку од оние што денес ги имаме ние. Тој никогаш за време на својот живот не почувствувал што е тоа црковен раскол. За жал, еден дел од родот негов, еден дел од оние чии предци токму свети Климент ги родил во Духот Свети, кога дошол како втор Павле за другите коринтијани словените,
како што вели блажени Теофилак, денес се во раскол со Соборната православна црква. Поголемиот дел од светите мошти на светителот се наоѓаат кај тие расколници. Освен неговата чесна глава, која се наоѓа во манастирот Свети Јован Претеча во Верија. Но каква почит кон личноста, кон делото, па и кон моштите на Свети Климент може да има некој кој упорно останува во раскол? Како може да се биде следбеник на човекот кој со секој свој збор, со секоја проповед, со секое свое дело и постапка го сведочел единството со Бога и со црквата, а при тоа да се нема единство со црковната полнота? На овие прашања може да бара одговор само оној кој созрел во духовноста, само оној кој пиел од чистиот извор на верата, кој во овие краеви го ископа токму Свети Климент Охридски. Да мисли некој дека е епископ или свештеник, само затоа што носи иста или слична облека, како што носат православните иерарси и свештеници, само затоа што чита исти молитви од исти книги, како што тоа го прават и правоверните, навистина е необјасниво. Зашто не ја прави формата црквата, туку од црквата произлегува формата. Црковното единство ги раѓа догмите, каноните, типиците и поредокот. Но истовремено сите тие се заради единството, во служба на единството и го одржуваат единството. Доколку се нема единство со полнотата на црквата, од какво значење е чувањето на догматите, исполнувањето на правилата и каноните, запазувањето на типиците и поредокот? Сите тие постојат само заради единството. Затоа, прашање кое треба да си го постави секој кој го почитува светителот. Дали тој, Свети Климент, би можел некогаш да направи црковен раскол? А ако веќе се затекнал во некаков раскол, дали не би направил се, па дури ако е потребно и животот да го даде, за да се надмине таквата нецрковна состојба? И уште едно, дали воопшто некој би го почитувал како светител, ако луѓето, оние 3500 ученици, кои секако дека имале некакво единство со него, ги учел дека е доволно да имаат единство само со него, а нема потреба да имаат единство во Бога, единство меѓусобно и единство со целата црква. Важно е ова да го разбереме, браќа, не само ние што сме собрани на ова торжество, туку да порачаме да го разберат и сватат и оние чеда Климентови, и оние наши сонародници, што се уште пребиваат во раскол. Зашто нема повозвишен подвиг од оној Господовиот, сите да бидат едно, како што си ти, Оче, во мене и јас во тебе. Црква си, само доколку си во единство со едната света, соборна и апостолска црква. Таа вредност нема цена. Господ рекол дека непријатели на човекот можат да му бидат неговите најблиски, оние од семејството, мајка, татко, син, ќерка, доколку тие го одделуваат од Бога и единството со него. Тоа значи дека доколку го одделуваат од црквата и единството со неа. Но што ако од Бога и од црквата те одделува етнофилетизмот? За таков случај Господ ни рекол: ако те соблазнува окото твое, извади го и фрли го од себе. Подобро ти е едно ок во животот да влезеш, отколку да имаш две очи, а да те фрлат во пеколот на огнот. Што мислите? Би го извадил ли окото Свети Климент за да биде во единство со црквата и да влезе во животот вечен? Јас денес на ова нема да ви одговорам, зашто сум убеден дека барем вие што овде сте собрани тоа го знаете.
но и на секој оној што го слушал, прочитал или се поучил од словото и делото на Свети Климента, одговорот му е познат. Оној пак што знае како би постапил Свети Климент, ама заради одредени причини, па дури и колку тие нему да му изгледаат оправдани, не постапува така како што би постапил Свети Климент, ниту може да се нарече род Свети Климентов, а уште помалку заедничар на Духот Свети. Затоа, браќа, денес кога прославуваме 1100 години спомен за него, да не го забораваме неговото слово кое според се и пред се е богочовекоцентрично и христоцентрично. Да се сеќаваме на неговото дело кое е просветителство, духовно, учителство, хуманитарно, но пред се црковно, побожно и саможртвено. Да се сеќаваме дека тој е првиот епископ словен на овие наши краеви. А тоа значи постојано да го молиме тој да се моли за нас, зашто ние за тоа имаме потреба. Не само потреба за здравје, душевен мир, внатрешен спокој, туку имаме потреба за единство, единство со Бога, единство меѓусебно и единство со другите цркви. Луѓето во црквата се браќа, зашто имаат еден Отец, кој ги собира во духов негов свет, но и затоа што почитуваат светители, кои обединуваат и повикуваат кон единство. Благодарам.